Светот треба длабоко да се подготви за промените што доаѓаат, а ние мораме да вложиме максимални напори за мобилизација на сите наши ресурси. Се што можеме да искористиме за да дадеме квалитетен одговор на она што не очекува во блиска иднина, голема промена во профилот на работната сила, бран на технолошки иновации. Ова го изјави Антони Пешев, извршен директор на Стопанската комора на Македонија, на конференцијата Градење на иднината практични вештини за новата генерација. И мислам дека сега е овој вистински момент да ги отвориме тие прашања. Што замераме? Замераме дека во Македонија имаме фабрикација на дипломи, многу малку знаење, ги повикуваме сите високообразовни институции да направат максимални напори, да го подигнат нивото на образованието како би можеле да одговараат на потребите на стопанството. Министерката за образование и наука Весна Јаневска информираше дека до крајот на месецот ќе започне јавна дебата за неколку закони што се изготвени од телото формирано од Министерството за реформи во високото образование. Таа нагласи дека членовите на истата група работели на законот за Агенцијата за иновации, научен и технолошки развој и претприемништво, како и на законот за образовната програма Еразмус+. Потоа заедно со членови од Националниот совет работеа на законот за наука и истражување и конечно го сработивме и законот за квалитет во високото образование. Два верзиите се готови, поради изворите не сакавме да ги ставиме на енер или на јавна дискусија затоа што можеше да се свати тоа како притисок. Веројатно до крајот на месецот, последните денови од овој месец, веќе ќе почнеме јавната расправа. Заменик амбасадорката на Швајцарија, Михаел Харари, изјави дека Швајцарија е горда што ја поддржува Македонија во зајакнувањето на соработката помеѓу образовните институции. With Swiss support, the principles of partnership, relevance, hands-on training have proved to be successful in secondary education and now are also being applied on tertiary level. Министерството воспостави диалог со Стопанската комора на Македонија и амбасадата на Швајцарија во рамки на проектот Образование за вработување во Македонија.